Властите на Данска во неделата соопштија дека Гренланд не е на продажба и оти идејата да им биде продаден на Соединетите држави била апсурдна. Во исто време, американскиот председател Доналд Трамп им потврди на новинарите дека неодамна со неговиот тим разговарал за можноста за купување на најголемиот остров на светот. Denmark essentially owns it. We're very good allies with Denmark. We protect Denmark like we protect large portions of the world. So the concept came up, and I said certainly strategically it's interesting, and we'd be interested, but we'll talk to them a little bit. Им рече Трамп на новинарите во Морistаун, Нью Џерси. Трамп во почетокот на следниот месец, во рамките на неговата европска турнеја, треба да го посети Копенхаген, кога Арктикот ќе биде на агендата на разговорите со официјалните представници на Данска. Тој притоа додаде дека самата грижа за Гренланд ја чини Данска околу $700 милиони годишно. Well, a lot of things could be done. I mean, essentially it's a large real estate deal. A lot of things could be done. На Гренланд со децении се наоѓа најсеверната американска воена база Туле, која е дел од глобалната мрежа на радари за предупредување од балистички ракети и за надгледување на Вселената. Ова не е прв обид на Соединетите држави за купување на Гренланд. Во 1867 година тогашниот државен секретар Вилјам Сјуарт бил заинтересиран за купување на овој остров, а Соединетите држави наводно се обиделе да го купат Гренланд и во 1946 година за време на председателот Хари Труман, при што понудиле $100 милиони.